Православните христијани утре на 3 јуни го одбележуваат празникот посветен на светите рамноапостолни цар Константин и неговата мајка царица Елена, кои оставиле длабока трага во историјата на христијанството. Светиот цар Константин е син на царот Констанци Флор и неговата жена царицата Елена. Тој по смртта на царот Констанци се зацарил на Римската империја и во текот на своето царување имал 3 големи борби, една со максенци, тирани од Рим, другата со скитите на Дунав и трета со византиците. Пред почетокот на првата битка, царот Константин, уплашен дека војската на максенци е многу поголема и побрена од неговата, видел визија на крст на која пишувало со ова победувај. Тој наредил на неговите подчинети да исковат крст каков што тој го видел во визијата и да оди напред пред војската, и така го победил максенци. Потоа царот почнал да верува во Христа и се здобил со лепра. Во сон му се јавиле светите апостоли Петар и Павле и му рекле да го побара епископот Силвестер, кој го крстил, и лепрата веднаш заминала од неговото тело. Тој оздравел на чуден начин и со тоа го прифатил и христијанството. Во 321 година го издал познатиот Милански едикт со која се прекинува гонењето на христијаните и христијанската вера станува и официјална вера на Римското царство. По борбата со византиците пак тој го направил на Босфорот велелепниот град Константинопол, денешен Истанбул, и таму ја пренел својата престолнина. Светата царица Елена останала запаметена и по тоа што во Ерусалим го пронашла честниот крст на кој бил распнат Исус Христос. Поради нивните заслуги за ширењето и утврдувањето на христијанската вера, црквата ги прогласила за рамноапостолни светители.